Студентите од приватните факултети ќе добијат бесплатен јавен градски превоз во Скопје. По доставените представки, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација одлучи дека овие студенти имаат право на оваа поволност. Зборуваа дека им е ускратено правото, како и нивните колеги од државните факултети, иако добиваат стипендија и субвенциониран оброк. Нагласија дека се образуваат на приватни факултети, но голем дел од нив се со стипендии доаѓаат од работнички семејства. По доставените представки, Комисијата утврди дискриминација и даде рок од 60 дена град Скопје да им го овозможи ова право. Во решението кое што конечно го добивме се наведува дека е утврдена продолжена директна дискриминација врз студентите на приватните универзитети и дадена е препорака дека истата треба да се отстрани во рок од 60 дена, со тоа што значи дека градот Скопје треба да издвои средства како за бесплатен превоз за студентите на државните, така и за студентите на приватните универзитети. Има рок од 60 дена, се надевам дека тоа е крајниот рок, значи 2 месеци, и јас се надевам дека што поскоро тоа ќе се случи, со оглед на тоа што е утврдена дискриминација, истата треба да се отстрани. Ние скоро една година Универзитетското студентско собрание се труди да го реши овој проблем и вчера кога го добивме ова решение, за нас навистина беше историски, можам да кажам, момент. Јас прва сум стипендист на АУЕФОН. Од самата запишана година, тоа е од прва година до ден денеска 3 години сум стипендист, а има исто така и многу други студенти кои што се со стипендија. Јас сум со половична, има студенти кои што се со целосна стипендија, така да навистина ова е за нас големо олеснување и можам да кажам дека конечно правдата дојде на видело. Студентите посочуваат дека и во иднина ќе продолжат да се залагаат за решавање на нивните прашања. Укажуваат дека доцни ветената реконструкција на студентските домови, но и исплатата на студентскиот оброк. Велат средствата, иако се ниски, се од големо значење за нас, особено во ваква економска криза.